На повидок нова војна на Блискиот Исток, Израел го нападна Иран со над 200 борбени авиони, убивајќи високи војни началници и команданти. Еден од нив е Мухамед Багери, началник на генерал-штабот на иранските вооружени сили, кој важеше за највисок воен авторитет во земјата. Напаѓани биле локации поврзани со иранската нуклеарна програма, вели израелскиот премиер Нетањаху. Удрivме во срцето на иранската програма за нуклеарно оружје. Нападнавме во главниот објект за збогатување на ураниум во Натанс. Ни нападнавме во дечките нуклеарни научници во Иран кои работат на иранската бомба. Исто така нападнавме во срцето на иранската програма за балистички ракети. Иран лансираше 100 беспилотни летала како одговор кон Израел, пошто израелските власти веднаш прогласија вонредна состојба на целата територија, соопшти израелската војска. Израел има право и обврска да действува за да го заштити својот народ и ќе продолжи да го прави тоа. Израелските одбранбени сили спроведоа значајни подготовки за оваа операција. Добро сме подготвени и во одбрана и во напад за да се одбраниме. Кина соопшти дека е длабоко загрижена поради израелските напади врз Иран, нудејќи помош за облажување на тензиите. Ненадејната ескалација на регионалната ситуација не им служи на интересите на ниту една страна. Кинеската страна ги повикува релевантните страни да преземат мерки што го промовираат регионалниот мир и стабилност и да избегнат понатамошно ескалирање на тензиите. Кинеската страна е подготвена да игра конструктивна улога во облажувањето на ситуацијата. Шефот на НАТО Марк Руте вели дека иако алијансата се фокусира на евроатлантските односи, сојузниците се насочени кон деескалација на тензиите меѓу Израел и Иран. Сојузниците во НАТО навистина се справуваат со оваа криза. Сите се фокусирани на нејзино деескалирање. НАТО не е вклучен како алијанса бидејќи навистина се фокусира на евроатлантските односи. Но очигледно сојузниците се многу вклучени за да се осигураат дека конфликтот ќе се деескалира што е можно поскоро. Американскиот председател Доналд Трамп ги повика израелските власти да не ги напаѓаат нуклеарните постројки на Иран, предупредувајќи дека овој потек би можел да предизвика масовен конфликт. Би сакал да го избегнам конфликтот. Иран ќе мора да преговара малку построго, што значи дека ќе мора да ни дадат некои работи што не се подготвени да ни ги дадат во моментов. Огромен хаос има и по аеродромите. Летовите низ Блискиот Исток се откажани или одложени, а патниците во Ирак, Јордан, Либан и Дубај се заглавени на аеродромите.